ВМРО ДПМН од синоќа има нов состав на извршниот комитет. Покрај неколку членови кои имаат континуитет од претходниот состав, високото партиско тело е со нови членови. Дали ова значи дека ќе има битна промена во партиското делување? Мислам дека составот не индицира битна промена во делувањето на партијата, веќе голем дел од имињата се исти или слични, иако позициите на потпредседателите се укинуваат и избран е нов генерален секретар. Председателот Мицковски синоќа потврди и веројатната реконструкција на владата во средината на оваа година, но и трансформација на одредени министерства и служби. Точно е тоа. Мислам дека тоа е некаков политички проект кој подолго време го најавува премиерот и тој е логичен за некое време од мандатот, особено имајќи предвид неговата определба да нема предвремени парламентарни избори. Тоа уште повеќе посочува на логиката дека тој сака да направи некаква интерна владина трансформација. Промена ќе има и во голем дел од општинските комитети на партијата, што практично значи дека на новите избори ќе се оди со речиси нов состав. Новите избори сега не се многу блиску. Мислам дека новите општински комитети имаат за цел да ја зацврстат нивната партиска структура. Поважно е што ќе прави генерално со политичката состојба, економската ситуација, на напредокот кон ЕУ, борбата против криминал и корупција. Мислам дека се тоа поважните политички проекти. Сепак општинските организации се теренска работа која се појавува за време на избори. Дали ова значи дискретна порака за предвремени парламентарни избори? Премиерот беше релативно дециден околу тоа дека не планира предвремени парламентарни избори. Мислам дека веројатноста на предвремени парламентарни избори во 2026 е многу мала, речи се никаква, особено имајќи ги предвид постојаните консултации за промена на изборниот законник. Вие не можете да направите предвремени избори и промена на изборен законник во иста година.